Не чмеј на прозор. Појди на некоја нива, укради нешто за јадење и ќе умреме за глад. Чекај, мори мајко, доста ми викаш. На глава ми се качи. Што си застанал таму како дрво некое? Што гледаш? Новите комшии, ни гледам. Тој е голем чорбаджија. Немој да се загледуваш во керка му. Ме слушаш? Далеку сме ни од нив. Во батал куќе со батал облека немаме ни за леп. Се мислам како да го дотерам умот на она богата и накондена чорбаджика. Види ја само како се перчи по дворот, види ја. Види. Умот ки го дотерувал. А бре ти будала си бил. Гледај таму ако можеш нешто да им земеш, да им украдеш. Де тоа. Умот ки им го дотерувал. Тоа ти велам. Епа, со стоење на прозор не се краде. Ке им појдеш на гости. Ке видиш што каде имаат. Што каде им стои. Дали ја заклучуваат портата? Која врата на кај каде им води? Да појдам, велиш? Еми како? Јас да бев на твои години. Пепелки ги направев. Цела куќа ги ми ја изнесев преку ноќ. Мајко, зошто бре на светов има богати и сиромашни луѓе? Има бе. Ете, ние сме честни и добри, ама сиромаси. А тие, сигурно со шотилук се збогатиле. Епа тогаш и ние со лошотилук нив да им вратиме, а? Ајде бре, поаѓај ти. Ајде. Или ќе одиш кај нив, или ќе фатиш таму по нивите, по појасите, ќе најдеш некоја празна нива да украдеш нешто за јадење од ти. Немаме денес ручек. Добар ден, Кирко. Татко ме исплаши. Епа, типа. Кој па може да биде? Јас сум, јас. А што бараш дома толку рано, нели треба да си надојќа нова време? Да не имаш некоја мака? Мака, с краја бе. По цел ден сум надуќан. А денеска од изутрина направив добра паричка, па си викам, ајде не се алчам, да си појдам дома да се одморам, да си ја видам Керка. Убаво, татко, убаво си направил. Ама не те очекува толку рано, ручекот уште малку ќе му треба да се сготви. Да не ми се лутиш. Стипа да се лутам. Ти насум не си сонила дека ќе дојдам порано? Уште малку ќе му треба, ајде ќе биде забрзо. Ајде ќе почекам, ама ќе се напијам една ракија додека чекам. А ќе ми кажеш ли што готвиш? Не можеш да намирисаш? Мириса нешто многу убаво, ама не знам што е. Ќе видиш. Да ти донесам јас ракија? Ајде донеси ми. А нема да ми кажеш што е? Ќе видиш. Ајде, ајде. Значи отворено држат. Така, а? Домакини! Домакини! Има ли некој? Добар ден. Добар ден! Како сте? Добро. Јас сум ви комшија од куќата до вас. Може да влезам? Таман работа, комшија, влези, отворено е, ајде. Ајде. Значи, ние сме првите комши. Да, така. Убаво е човек да си биде близок со комшиите. Ке си се најдат за се. Така е. Епа јас затоа и дојдов. Сакав да ве замолам еден филџан орис, ако може да ми дадете. Бев до бакалницата, ама затворено е. Да имаме со мајка ми што да јадеме за вечера. Може, како не може. За прв комшија. Олге, ајде донеси едно торбиче полно со орис за комшија. Не, многу е полно торбиче со орис. Многу е. Многу. Срамота. Многу на душманите, многу. Ајде, Олге. Повели. Фала, Господ здравје да ви дава. Ала, а татко и ручекот е готов, сега проверив.
Епа тогаш ајде јас да си одам, вие да си ручате на рад. А, не. Остани, ти ќе ручаш сега со нас овде. Не, фала. Сега, не. Тука си се згодил што се вели. Немој сега да не одбиваш. Убаво вели татко, ајде остани. Остани. Мијај. Печено јагнешко. Веќе некое време го мислам како да ми ги читаш мислите. Па јас знам што сакаш, не мораш да ми кажеш. А ова од вашите јагниња? Да, од нашите. Ке се напиете винце или ракиичка? Може. Винце. Ајде, јас ке се напијам со вас. Многу убаво мириса. Многу убаво ми се Да, и јас ќе земам винце. Јас повеќе сакам ракиичка, ама ајде за Или? атар ќе се напијам винце. Ајде, Ајде. Господ здравие да ви дава. ајде комшија, здравје. добре дојде. Добре На вене. здравје. Ете, јас на ненамислено гости си истера. Ако, да ни е на здравје на сите. И да ја поздравиш мајка ти. А друг пат заедно да ни дојдете на гости. Фала. И за Оризов, многу фала. Со здравие да ми останете. Ајде, со здравје дете, со здравје. Со здравје. Убаво е вака што се живееме со комшиите. Комшиите многу ни се погоди. Фала му на Бога, татко. И? Крена ти ме носот. Тоа ќе ти кажам. Тоа знам, друго нешто кажувај. Малку се чудни. Тој ни да подвикне по неа, ни да ја најде мана во готвењето. Замисли еден ден, се враќал од надојќен, а оваа уште ручекот го немала спремено. Ни да подвикне, ни да ја удри, ништо бре, ништо. А што има за ручек, виде? Видов, како не видов? Ме викнаа и мене. Не ме оставаа да си одам без ручек. Дека таму сум се нашол. Јагне печено јадевме. Јагне печено. Да. Да. Мене ке ме раниш со ориса, ти јагне печено ке јадеш. Дудук еден. Што сум јас крив? Тебе Оризов малку ти е. Крив си, крив. Ако земам еден стап да те намлатам, ке видиш ти убаво. Велиш јагне печено, а? Како ми се јаде мене јагнешко. Или некој мевце. А ние кутрите само една кокошка имаме, и ако ја заколеме, ке немаме јајца. Знам што ќе направиме. Мора ако земам еден стап. Ке знаеш. Слушај ме мене сега. Вака ќе сторим. Ќе отидеме до Кајнив, а ти ќе одиш пред мене. Како да не? Да. Ќе одиш и ќе се скриеш зад трлото. Домакинке! Домакинке, дома ли си, мори? Дома сум, дома. Кој вика? Јас сум Роза, комшивката од спротива. Мајка му, Натане. Добар ден, како си? Ајде, ела горе, качи се. Не сум за влегување, мака си имам. Слези да те прашам нешто. Ајде. Што мака имаш, мајче? Бре, Кирко, ми се загуби јагненцето. Од вчера ми се има загубено. И еве цел ден скитам, го барам, го нема од никаде да излезе. Викам по сокаци, него го нема. Не знам кај се стори тоа пусто јагне. Да не си ми го видела случајно некаде јагненцето мое. Не имам видено јагне. Да те прашам нешто, Кирко, ама не се лути. Ајде, прашај. Дали може да дзирнам во вашата штала? Да нима таму залутано. Ајде да одиме во шталата, ајде. Ајде, Кирко. Ајде.
Алва. Голема работа. Па комши си сме. Сполајте, Керко. Вели, ајде. Да ти се позатат рацете. Многу е убаво кафето. Фала ти, мајче. Туку ми е мака што јагненцето не си го најде. Те молам, не ми зборувај за тоа. Една кокушка имав и едно јагне и сега и него си го изгубив. Ама само од едно се плашам. Од што? Па некој вук или можеби некој дивеч да не ги растргна во дивината. Пупу, не дај Боже тоа, не дај Боже. Пу. Епа, јас се одморив. Сега мислам дека треба да си одам. Да си го побарам јагненцето. Поседи уште малку, ајде. Не. Ајде, да си одам. Ке ме испратиш? Да, ајде. Ајде. Фала за кафето, Кирко. Мора да си одам сега јас. Да ти е на здравје, мајче, кафето и пак да повелиш. Кога сакаш, пак ќе си пиеме кафе. Ќе повелам. Чекај малку. Што? Што е ова, Мори? Кој е? Што е ова во кантата? Ѓубре, комшивке. Ама немој да ми се правиш нудрена. Ова е волна од моето јакне. А јас баре го по цело село. А него најлошата судбина го има снајдено. Комшивке, што зборуваш? Како што зборувам? Многу добро знаеш ти што зборувам. Кај што си ми го украла, па и си ми го заклала. Комшивке, тоа не е вистина. Јадеше вчера јагнешко или не? Јадев, да, од нашите јагниња. Како не ви е срам? И вие мене некој чорбаџи ќе ми се правите. Арами! Ама комшивке, чекај малку полека, ќе го најдеме твоето јагне. Чекај, што е ова викотница овде? Што е? Викотница? Како не ви е срам? Моето јагне, што си го чував како чедо да ми е. Сте ми го украле, ај што сте ми го украле и сте ми го и заклале. Сега. Чекај, полека. Сега сакам 5 јагниња. 5 јагниња за возград или има да те разнесам по цело село. Комшике, полека, ние не сме го украле јагнето. Немој ти мене чекај. Нема чекање. Сега ќе одам и на сите ќе те разнесам. Така. Ба немојте така, комшике, па тоа е над... Сега на Сове ќе те кажам. Сове на Митра. Митра на Стојна. Има цело село дојденците. Овие не се дојдат. Фу, Господи Боже. Будас, мајко, што си им направила на чорбаџиите? Не. Ќе видиш дека до вечер ќе ми донесат 5 јагниња. А не ти, ќе ми доаѓаш со едно торбуле ориз. Добро, признавам дека си поитро од мене. Туку сега овие ако сакаат да се видат со селскиот мудрец? Како не? Дојденци во селото. Не ми се верува дека ќе сакаат да се изрезилат уште од почеток. Ајде да појдеме. Мудрецот ќе пресуди во наша корист. Баш ми е мило што така си и направила на Олга со кренатиот нос. Мора да видиш кога викнав како свена носот. Како не бев таму да зирнам од некаде. Да гледаш и да учиш. 3 дена поминаа и уште не можам да сватам што и текна така на комшивката. Зар јагне ќе крадам? Од толку наши јагниња, низиното да го украдам. Знам, Керко, знам. Мене ли ми кажуваш? Тај син и беше овде и со нас ручаше. Па тој Абдал. Абе, не знам што да речем. Името ни го изрезили. Вика низ село, луѓе, јагнето ми го украдоа, ова не се чорбаџи, ова се арами, луѓе. Оф, леле, денеска дури еден муштерија влезе и ме праша. Што те праша? Па ми вели вака и вака, дали е вистина дека вие сте го украле јагнето на Роза? Глупости. Ај нека си ја гледа таму својата работа. А нека си ја гледа, ама овде во ова село никој не си ја гледа својата работа. Па татко требаше да се преселиме во град. А таму ќе беше инако.
Ако некој сака да ти наштети, ќе ти наштети. Луѓето се исти и ваму и таму. А мислиш дека комшивкава намерно сака да ни наштети? Намерно, ами. Зошто би ни го валкала името? Ние сме и го украле јагнето. И кога ќе влезе некој муштерија во дуќанот, јас се мислам дека овој муштеријата се мисли еве го овој што го украде јагнето. И мене ми е така, еве денес шетав и се сретнав со трпејца. И што ти рече трпејца? Ништо не ми рече, ама така ме гледаше како да знае за јагнето и како јас да сум го украла. Татко, ај вака да направиме. Како? Да ја дадеме 5 од нашите јагниња. О, не, тоа никако. Зошто? Затоа што луѓето ќе рече дека ние сме го украле јагнето. Да, прав си. Ама, а што да направиме тогаш? Ќе појдеме кај селскиот мудрец. Да, тој знае што е право, што не е. Тој ќе ни каже. Да. Ние знаеме дека не сме го украле јагнето. Да, да. Тој е плюс чесен човек, цело село го знае. Да. Таман сите ќе разберат дека не сме арами и ќе се ја вратиме честа. Ги нема? Ги нема. А еве веќе 3 дена поминаа. Нит јагниња видовме, нит ништо. Море. Ај, нема да видат. Ама ти џабе се перчеше да ти кажам јас право. Море, ако зимам еден стап и ти ќе се перчиш. Подобро ќе беше со нив со Арно. Кој јас што почнав прв, а не вака. Така повеќе аер ќе видевме. Со Арно. Со злобни луѓе нема со Арно. Само со лошо. Се виде твоето. Ти да молчиш. Нема да молчам. Сакам 5 јагниња, инаку ќе кажам на цело село дека лажеше. Тогаш ќе игра стапот. Ќе игра стапот, да, ама да не биде кај мене во ракава. Види го ти магаре едно. Уште ќе ми се закануваш, а? Сега ќе видиш и тие двајца. Ајде, тргнувај со мене. Каде мори? Ќе одиме по 5 јагниња. Ако не ги даваат, ќе им го украдам целото трло. Ајде. Ти магаре си, не си ќупрети. Добро, мори, чекај. Зошто дојдовме овде сега? Сега ќе видиш ти. Зошто? Слушнете, луѓе, слушнете. Во оваа куќа живеат дојденци арами. Ми го украдоа јагнето и ми го закла. Сакам цело село да слушне. Слушнете, луѓе. Овие луѓе не се... Што викаш, бре, комшивке? Ке викам. Овие луѓе не се чорбаджи, овие се арами. Ми го украдоа јагнето и ми го закла. Така, сите сакам да слушнете. Сите до еден. Доста! Што е ова викање, бре? 5 јагниња сакам. 5. 3 дена са минаа, моите јагниња ги нема. Добро бе, Тане, ти јадеше со нас, кажи на мајка ти. Така е, јадев. Ама вас поголем грев ке ве фати. Оти нашето јагне го крадовте и со тоа ме наранивте. Слушайте, луѓе, оти еве ги арамиите. Доста, замолчи. А зошто? Затоа што ова мора да го решиме. Мора. Вади 5 јагниња од шталата, ајде. Не вадам. Па како ќе го решиме? Пак е селскиот мудрец, е така. Тој нека реши кој е во право, а кој не е. Ајде. Ама ќе видите дека налагате и се кратки носете. Тоа ќе го научиш и ти, и тоа уште денеска. Ајде да одиме. Ајде. Ајде, кажете, каква мака имате? Ние, мудрецу, дојдовме кај тебе, оти тебе те почитува село, затоа што си најмудар и најправеден. Ајде, дека му ласкане мудрецот. Кажи што ми украде. Остави го татко да се докаже, грев ке те фати. Тебе ќе те фати грев? Оти кравеш од сирома си? Срамота. Со моето јагне ме нахранивте. Со нашето јагне, од нашето стадо. Аха. Нема мене да ми ласкаш. Еве го мудрецот, се слуша тој.
Јас слушам, се слушам, ама ништо не разбирам. Ајде сега еден по еден кажете ми што се случило. Ајде прво... Ајде, синко, ти. Јас појдов до кај да побарам ориз. И не му дадоа. Му дадовме цела торба. Тишина. Еден по еден. Ајде. Отидов до кај ориз да побарам. И не ми дадоа. Тие руча и ми рекоа ако сакам да каснам нешто. Јас каснав и си заминав. Вечерта кога се прибрав дома со мајка ми немавме што да јадеме. Сиромашни сме. Мајка ми слезе да го нахрани јагнето, а јагнето го немаше. Оти тие го зема. Јас појдов да го барам. Ама во нивниот двор во кантата најдов волна од моето јагне. Ми го заклале. Волна, а? Волна имаше, да. Ама од нашите јагниња. Значи, имаме ние повеќе. И татко ми многу сака јагнешко, го заклав јас да му направам ручек. Да, јас дојдов од Надуќан и ручавме јагнешко. И та не беше таму и тој ручеше со нас. А комшивката ме обвини дека сме и го заклале нивното јагне. Ние само сакаме да си го обелиме образот. А таа ни бара 5 јагниња. Да, 5. 5 струго да ми вратат за се што ми сторија. Добро, тогаш вака ќе направиме. Сега одете си. И вратете се по 1 час. Ќе влезете двајца по двајца. 5 минути едните, 5 минути другите. По 1 час. Да. Малку да размислам, да видам како да пресудам. Кај е овој? Добро, ќе почекаме. Од 5 јагниња на 5 минути кај мудрецот падна. Ех, мори мајко, како варамија си ти. А, ќе игра дома стапот. Ти реков јас. Има така да те тепам, веднаш ќе ти дојде паметот. Ти мавај колку сакаш, џабе. 5 јагниња не добиваш. Ти мислиш со оваа удрма џабе, јас мислам. Не 5, мудрецот 10 ќе ми даде. Што тој секогаш помага на сиромашните. Не, помага на праведните, а тоа не сме ние. Ајде оста таму. И ние сме праведни. Само тие ќе јадат цел живот јагниња. Јас цел живот имам само една кокошка. Сега сакам да имам и 5 јагниња. Вие уште сте тука, а? Не ви помина времето. Па го нема мудрецот. Не мора да се туткам под маса, за да слушнам што имате и вие да кажете. Веќе доволно слушнав од овие двајца. Ама и ние да си го кажеме своето. Не мора. Јас веќе пресудив. Се сокрив под маса за да слушнам што ќе си кажете насамо. Оти претходно не знаев како да пресудам. Кој е крив, кој е прав. Ама сега ја слушнав вистината. Нели така, Роза? Така е. И каква е пресудата? Епа, вие сакавте да си го обелите образот. Да, така е. А вие сакавте неправдата да се наплати 5 струко. Не мора. Не, сакавме. Епа, пресудата е ова. Ти, Христо, ќе земеш 1 стап, а Роза ќе те чека сред село. И таму ќе ја удриш 5 стапа цело село да ја види. Ем ќе си го обелиш образот така, и ем неправдата, 5 струко ќе се наплати. Добар мудрецо. Немам јас душа за таква работа. А нам образот пред Бога ни е обелен. А на комшивката и проштева. Значи, не сакаш да ја удриш 5 стапа. Не, простано некај.
Јас сакам да ја удрам 5 стапа. Дали може јас да го направам тоа, за да ја научам на памет? Магаредно. Да ја научиш? На што да ја научиш? Да ја научам. Оти на лагата и се кратки нозете. Може, може. Значи, пресудено е.